Повлекување на сите законски измени поврзани со реализација на договорот за изградба на автопатите. Тоа е клучното барање на граѓанскиот сектор околу коридорите 8 и 10Д, проект кој со специјален закон го доби американско-турскиот конзорциум Бехтеленка. Она што владата и парламентарното мнозинство го нарекуваат инфраструктурен проект на столетието, за невладините организации представува потенцијална опасност да биде една од најголемите коруптивни сделки. Проблемот прво го детектираат во фактот дека со посебен закон донесен во собранието е заобиколен законот за јавни набавки и проект тежок 1,3 милиарди евра директно е доделен на еден економски оператор. Тоа е спротивно на светските практики, велат од Институтот за демократија. Секое носење на специјални закони само по себе е ризик од корупција, бидејќи на посебен начин со исклучок се уредуваат работи кои што и онака се уредени со општи закони. Со специјалниот закон беше заобиколен законот за јавни набавки. Сега со исклучоци во постоечките закони од овие теми за кои што зборував, се предвидуваат повторно исклучоци и самото тоа по себе е ризик од корупција, укажува на можни проблеми понатаму. Зборуваме во моментов се уште за ризици од корупција, меѓутоа светската пракса кажува дека всушност треба да се избегнуваат специјални закони. Втор проблем е и фактот дека од минатата седмица во собраниска процедура влегоа измени и дополнување на 8 закони. За земјоделско земјиште, за експроприација, за урбанистичко планирање, за минерални суровини, за работни односи, за шуми и за градење, со кои се овозможуваат низа поволности за изведувачот, а сето тоа се прави на брзина и покрај реакциите и на опозицијата, но и на јавноста. Во однос на Законот за урбанистичко планирање и Законот за градба, кои што предвидуваат градење само со урбанистички проект, можно е заобиколување на надлежните институции за заштита на културно наследство кои што ќе немаат увид во проведувањето на заштитно-конзерваторските услови за при градење на нови инфраструктурен проект. Дел од предложените измени на законите, како и за работни односи кои предвидуваат зголемување на работната недела, опозицијата ги блокираше со илјадници измени. Премиерот најави дека нема да се повлече од проектот. Целта на законските измени кои што се предложени е овозможување на што побрзо, што поефикасно спроведување на проектирањето и градбата на коридорот 8 и коридорот 10Д како стратешки проекти за државата. Јас тоа неколку пати го имам повторувано. Пратениците се тие кои што го донесуваат законот за овој стратешки инвеститор, и со специјален закон владата беше задолжена да ги спроведе сите постапки кои што и се направени. Определбата на оваа влада и определбата на парламентарното и ја би рекол прогресивно мнозинство е ова да биде направено на интерес на институциите и нормално на интерес на граѓаните и компаниите. Владата како доверлив го класифицираше договорот со Бехтеленка, зашто тоа го побарал овој конзорциум кој за нешто повеќе од 4,5 години треба да изгради 4 автопатски делници во должина од околу 110 километри. Контроверзноста на потегот за класифицирање се дополни со сознанието дека за ваквиот чекор немало целосна согласност ниту во самата влада. Вице-премиерката за добро владење Славица Грковска изјави дека договорот не треба да се крие, зашто станува збор за проект од национален интерес. Според она што и се презентира на јавноста, проектот ќе чини 1,3 милиарди евра, но со можност цената да биде и повисока. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.